Компанијата Amphenol Technology прославува 6 години успешна работа и функционирање и во неа во моментот се вработени 1840 граѓани. Прославата на роденденот ќе ја реализираат со повеќе активности и донации. Како општествено одговорна компанија ќе бидат донирани и клими за детското оделение за Кочанската болница, а прославата ќе биде во недела на споменикот на слободата. По повод 6-тиот роденден на нашата фирма Amphenol Technology Македонија ќе имаме различни активности во наредните неколку дена. Прво сакам да напоменам дека е донесена одлука за учество во еколошкото движење Не биди ѓубре и со тоа наредната недела ќе го чистиме патот Кочани Брана Градче, како и дел од индустриската зона. Како општествено одговорна фирма ќе донираме клими за целото детско оделение при Општа болница Кочани и на овој начин ќе им помогнеме на сите дечиња кои ќе имаат потреба од престој на детското оделение. Забавата оваа година ќе биде организирана на еден поинаков начин и тоа со пикник за вработените кој ќе се одржи на 20 октомври ден недела од 12 до 17 часот на споменикот на слободата. За 6 години компанијата Amphenol Technology Македонија во Кочани стана една од носечките стопански субјекти со најголем број вработени и постојан напредок и во поглед на финансиските резултати и во проширувањето на своите капацитети и производната програма. Брзиот развој за релативно краток период ја овозможи да се вброи меѓу најуспешните компании во Македонија. Директорот Сашко Наков рече дека фирмата бележи значителни инвестиции, посебно последната година со отпочнување со работа на новата 6-та деловна единица. Задоволство ми е да констатирам дека оваа година, веќе во октомври, прославуваме 6 години од постоењето на Amphenol Technology Македонија во Кочани. Мислам дека изминатите 6 години беа повеќе од успешни. Ја би се насврнал само многу кратко за почетоците 2013 октомври со една група од 15 луѓе, крајот на годината со 60-тина, а сега веќе 1840, така да мислам дека околу тоа веќе не е ништо ново. Нови се инвестициите кои што ги донесуваме, преку 20 милиони евра во овој период и посебно последната година меѓу 5-тиот и 6-тиот роденден исто така значителни инвестиции, преку 4 милиони евра, нова зграда 3000 квадрати која што веќе е ставена во функција и најважно е нова 6-та бизнис юнит, деловна единица, до сега беа 5, значи почна со работа на 1 октомври оваа година, така да мислам дека на сите полиња имаме добар раст. Значително е и важно е тоа што почнуваме и нови функции, покрај тоа што почнавме во изминатиот период, изминатата година со двајца инженери за дизајн на производи, сега почнуваме со проект менеджмент, односно функциите кои се врзани со проект менеджмент и директна комуникација со купувачите, ја префрламе полека во Кочани, така да мислам дека чекор по чекор и со се по софистицирана опрема која што ја добиваме во последниот период, мислам дека го постигнуваме тоа што го посакуваме. И јас се надам дека и во идната година ќе го задржиме тој тренд. Имаме планови за зголемување на капацитетите и зголемување на активностите, секако дека тоа ќе донесе сигурно некои нови околу 300 вработување во наредниот период, така да вкупно се надам дека ќе дојдеме до некоја бројка меѓу 2200 и 2300 за наредниот роденден. Според директорот, постигнатите досегашни резултати покажуваат дека плановите за проширување се успешно реализирани досега, а се очекува во иднина бројот на вработени да се зголемува и да се проширува производната програма во однос на нова зграда, нова софистицирана опрема, нови инвестиции, поради што очекуваат уште една успешна година. Се работи во делот на грижата за вработени со зголемени примања, подобрени услови за работа, како и донации, односно покрај финансискиот работот и на социјалниот аспект со што се трудат Кочани и граѓаните да имаат бенефит од постоењето на Amphenol.